Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за генски интеракции. Односно, знаеме дека голем дел од фенотипските карактеристики како височина, маса, плодност, должина живот и така натаму се покажуваат повеќе или помалку некоја непрекината менливост или варијабилност, и тоа е поради интеракција, заемно дејство помеѓу различни гени и помеѓу животна средина. Значи имаш гени, имаш тука еден ген, имаш тука еден ген, и сите тие се во интеракција едни со други, нормално не е самиот ген во интеракција со други, ќе збориме за тоа за кратко, но интеракцијата помеѓу сите гени во геномот и некои надворешни влијанија, например тука имаме некое сончево зрачење или имаме некоја механичка сила или слично. И се тоа одредува различни фенотипски фактори кои се одразуваат на телото. Сега, треба да имаме предвид дека интеракцијата помеѓу гените, например тука направив еден ген, така, тука имаме друг ген, интеракцијата помеѓу нив не се случува, нема физичка интеракција помеѓу самите гени, односно генските алели, него тие имаат интеракција преку нивните продукти кои ги прават. Значи овој прави еден протеин, овој прави друг протеин, така, прави друг протеин. Интеракцијата помеѓу овие протеини, значи помеѓу овие протеини, е всушност интеракцијата помеѓу овие два гени, помеѓу овој ген и овој ген. Така, значи интеракцијата не е физичка помеѓу гените, него е помеѓу нивните генски продукти. Сега, каква може да биде таа? Значи имаме, ќе земеме два хромозома и ќе земеме 4 вака. И сега да речеме дека овдека во овој хромозом имаме два алели за некој ген, така? Значи тука имаме една алела, тука имаме друга алела за истиот ген. Сега, интеракциите може да бидат интраалелни, значи интраалелни кога интеракцијата е помеѓу двата алела од истиот ген, или пак интералелни, каде што интеракцијата е помеѓу два различни гена. Значи два различни алели од два различни гена. Например, овој тука алел има интеракција со овој тука горе алел. Значи тие се сосема различни гени, бидејќи се наоѓаат на различни хромозоми, на различни генски локуси, и имаат интеракција. Значи тоа е интералелни помеѓу два различни гени и интраалелни помеѓу две алели на истиот ген. Значи интраалелните интеракции може да бидат доминантност и рецесивност, интермедиерност и кодоминантност, за кои ќе збориме во наредните видеа, додека интералелните може да бидат комплементарна, епистатична или полимерна, и има други за кои нема да збориме. Добро, тоа беше се ова видео, значи ова беше едно кратко вовече во наредните неколку видеа. Значи во наредното видео ќе збориме за доминантност и рецесивност, малце подлабоко, иако до сега би требало да знаете прилика што е доминантен, што е рецесивен ген. Но сега ќе разгледаме во малце повеќе детали. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.